Во една од индустријските зони во Рамала, Абу Мухамед Јакуб, трговец со метални делови за прозорци и врати, вели дека од почетокот на војната во октомври клиентите имаат малку пари, а парите од оние што направиле нарачки истекуваат. Тој вели дека цените од неговите добавувачи вртоглаво пораснале. Никој не може да оди во Израел да носи производи, бидејќи дозволите за патување се одземени. Затоа производите и суровините се поскапи. Секој што се уште има залихи од пред војната ги продава и по повисоки цени. Одземени се и дозволите за работа во Израел. Според Палестинското министерство за национална економија, од 7 октомври Израел ги укина дозволите за патување на дури 130.000 палестинци кои претходно работеле или воделе бизнис во Израел, што отежнува или го прави невозможно заработувањето за живот. Израелските политичари како главна причина ја наведоа загриженоста за безбедноста поради влегувањето на палестинците на израелска територија. Но проблемите со економијата на Западниот брег поради војната не завршуваат тука. Поради тоа што Западниот брег не ги контролира своите граници, Израел собира увозни давачки во негово име. Настрана од дополнителните претреси на возила, од октомври Палестинската управа, која управува со Западниот брег, одби да ги прифати даноците и давачките во знак на протест, откако Израел се обиде да задржи дел од нив поради војната во Газа. Од тогаш Палестинската управа не може целосно да ги плаќа вработените. Еден од нив е и Мауте Ел Баргути, кој работел во одделот за спротивставување на израелското населување на Западниот брег. Секако дека економската ситуација влијае на нас, но мораме да се справиме со условите што ги наметнуваат окупаторите. Израелците велат дека се работи за избегнување на плаќањето плати за семејствата на терористите, но оваа израелска политика насочена кон секој палестинец. Ел Баргути вели дека добил само 17% од неговата вообичаена плата за последниве 3 месеци. Повеќе израелски контролни пунктови на патиштата исто така предизвикуваат проблеми. Влијанието на израелските контролни пунктови поставени од октомври е значајно. Тоа значи дека земјоделските производи што треба да се достават се расипуваат и доцнат. За се е потребно повеќе време, газ и транспортни трошоци, што ги прави производите непрофитабилни за палестинците. За да се стави крај на економските проблеми на Западниот брег, еден експерт вели дека Израел најверојатно ќе мора да ги пушти палестинските работници да се вратат на работа. Тие зборуваат за тоа да се прави постепено и со повеќе безбедносни проверки. Не сум сигурен дека тоа го прават со вистинско темпо, но мислам дека ова ќе се случи. Колку ќе биде брзо, тоа ќе видиме. Постои загриженост меѓу политичките аналитичари дека доколку наскоро не се направи нешто за намалување на притисокот врз Западниот брег, тоа може да доведе до граѓански немири и повеќе безбедносни проблеми за Израел.